Во студиото со мене е колегата и новинар Христо Ивановски, кој пред малку се врати од брифинг во Канцеларијата на Европската Унија. Христо, разговаравте за извештајот на Прибе, што е во фокусот на овој извештај. Добар ден. Проблем беше градскиот сообраќај во центарот на Скопје, едва и се стигнува и немав многу можност да се подготвувам подетално за извештајот на Прибе, како насловен како експертски извештај на високи експерти, содржен на 26 страници. Во фокусот е судството, позицијата на специјалното јавно обвинителство и медиумите и невладините организации. Не е многу широк овој извештај, се концентрира точно на овие неколку важни прашања, а на брифингот, кој пред малку заврши во Канцеларијата на Европската Унија, беше кажано од висок европски дипломат дека овој извештај треба да се гледа како предлози за иднината, а не како критика на минатото. Тоа на некој начин меѓу редови треба да се чита дека Брисел и експертите кои за кого работат овие експерти, значи за Брисел, односно за Европската комисија, која денес го прифатила овој извештај, на некој начин им даваат поволен ветер во едрата на власта, затоа што јасна е меѓу редови критиката за минатата влада и еве надежта се вика новата влада и тоа е, ќе речеме, окей, политички оправдано. Секогаш се правело тоа ако има транзиција на власта, иако ова не беше кажано на брифингот. Значи, ќе треба да се гледа во иднината, ниту еднаш не е спомнан во оваа 369 агенда на владата во извештајот на Прибе законот за употреба на јазиците на кој е ставен знаменцето на Европската Унија, значи тој не влегува во овој пакет, а тоа е политичка одлука на владата. Така е кажано во Европската Унија и најмногу време се задржавме околу судството, зошто нема реформи, односно од 2015 година па наваму, од кога беше последниот извештај на Прибе, само една препорака во тој домен е применета, е спроведена, а тоа е да не се укине Академијата за судиите, што значи се стагнира во сите области. Кажа дека се разговарало и за позицијата на СЈО. Што е со СЈО? Вака, мислам дека тука се клучните работи. Всушност, околку ќе се кршат копјата и во иднина, веројатно и на локалните избори, значи две клучни точки се. Позицијата на судскиот совет, што со судскиот совет, како тој да се подобри, како тој да се компонира. Значи имаме и системски проблем. Веројатно ќе треба да се менува и законот. Има разни препораки од тоа, но важно е, они сметаат дека судскиот совет не сме да се претвори во корпоративно тело на судиите, да стане премоќно. Значи тоа ќе треба да биде под мониторинг, да се контролира. Има еден предлог да влегуваат и представник на невладиниот сектор. Втората клучна работа е СЈО. И тука треба да гледаме овој позитивниот ветер во едрата, затоа што таму велат, нели 2 години сега направи откако е основано специјалното јавно обвинителство со политички договор во парламентот, нема ниту еден случај. Значи немаме, далеку сме од пресуда, значи, нема судска завршница, нема ништо тоа корупција, крадење и така натаму, се очекуваше да завршат тие процедури. Се вели дека имало многу разговори, преку 20.000 и било преценета капацитетот и можноста на специјалното јавно обвинителство сиот тој материјал да го обработи и така натаму, па дури имало и обструкции од обвинителството и така натаму, што допринесе да нема ниту еден случај, па сега се поставува прашањето што во иднина со СЈО. Во ЕУ велат има две опции. Со измени на законот да се продолжи мандатот на СЈО за неодреден период или случаите да му се предадат на македонското обвинителство. Практично
Експертите дојдоа на позициите на некои стручњаци во Македонија кои велеа дека СЈО е накалемено тело на целиот систем, особено на важниот судски систем. И не знам како ќе се расчисти оваа дилема, затоа што сепак СЈО е политичка одлука донесена со консенсус во собранието, се знае мандатот до кога му е и така натаму, мислам, политички ќе треба повторно да се решава прашање. Така, какви информации доаѓаат од брифингот во однос на состојбата со медиумите? И тука се констатира дека нема некој значителен напредок, освен што има некои поместувања околу сферата на она што се вика клевета и плаќање казни и така натаму. Значи, на некој начин се олабавува тој простор, тој притисок врз новинарските слободи, но од друга страна се констатира една лоша ситуација во однос на финансирањето, но само се констатира дека, тоа е за нас позната работа, вела дека се затвори медиумскиот гигант МПМ, односно МП. Состојбата во печатените медиуми е ужасна, при тоа се кажува дека и состојбата во дигиталните медиуми не е ништо подобро во однос на финансирањето, а како посебен проблем се повлекува лошата состојба и слабиот напредок во кај јавниот дифузер, односно кај МРТВ. Јас поставив конкретно прашање на високиот дипломат, затоа што според мене е чудно што медиуми кои бранат десничарски политички опции исчезнуваат од медиумскиот простор, додека во обратнава страна не гледаме таков тренд и прашав дали финансирањето од страна не е селективно, односно на извесен начин идеолошка казна за неистомислениците, односно десничарската опција во Македонија не е во прилог на меѓународниот фактор. Високиот дипломат ми кажа дека во ЕУ тоа не е случај. Ако Христо тоа е се, ти благодарам за овој разговор во однос на брифингот од Канцеларијата на Европската Унија. А ние, почитувани гледачи, овде ги завршуваме овие вести. Останете со програмата на телевизија Нова.